Добре дојдовте на новото видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн. После кратка пауза продолжуваме со снимање на нови видеа и тоа за третиот дел на падежот генитив. Останатите падежи веќе ги имаме учено, моментално за падежот генитив ќе снимиме 4 видеа за целосна граматика. Ако сте нови на каналот, кликнете subscribe за следење на новите видеа кои ќе се снимаат, како и за следење на видеата кои веќе се снимени. Моментално сме на ниво B1. Што треба да повторите за полесно да го научите ова видео? Се разбира, трите предавања за падежи во германскиот јазик, и тоа првиот дел за падежот номинатив, вториот дел за акузатив и третиот дел за датив. Овие видеа можете да ги најдете во плейлистата за ниво A1. Потоа, за падежот генитив, првиот и вториот дел веќе ги имаме снимено пред ова видео, во ниво B1. И останато можете да ги повторите односните реченици за падежот номинатив, акузатив, датив и генитив. Овие две предавања ги имате во ниво A2. А сега да започнеме. Накратко да повториме кои беа 4 падежи во германскиот јазик, или Die Fälle im Deutschen. Номинатив е најлесниот падеж, акузатив, датив и генитив. Како што кажавме, во ова предавање учиме за падежот генитив. Што ќе учиме во предавањата за падежот генитив? Поголемиот дел од граматиката за генитив веќе ја учевме во претходните две видеа, и тоа кратко повторивме за сите падежи во германскиот јазик. Што е тоа генитив и кога се користи? Лични заменки во генитив, род на именките во генитив, присвоен член или исто така присвоени заменки, деклинација на придавките во генитив и глаголи во генитив. Во овој дел, или третиот дел, ќе учиме за класични и односни реченици во генитив и ќе ни остани следното видео да учиме за предлози за падежот генитив. Со тоа целосно ќе ја научиме граматиката. Во ова видео, како што кажавме, учиме за класични и односни реченици. Генитив ZC. Реченици во генитив. Како се формираат класични реченици во падежот генитив? Ќе споменеме неколку правила, и тоа: генитив речениците се користат многу поретко од речениците во номинатив, акузатив и датив падежите. Генитив реченицата опишува припаѓање или поседување на нешто. Ова правило веќе го знаеме, бидејќи го имаме споменето во претходните видеа каде што учевме за падежите. Генитив реченицата содржи два субјекти, од кои едниот го поседува другиот. Едниот субјект според тоа ќе ни биде номинатив падеж во реченицата, а другиот генитив во реченицата. Кога ќе прочитаме некои примери, ќе ни стани појасно. Освен овие правила кои ги кажавме, се користат и останатите правила кои ги учевме во претходните два делови за генитив. Например, деклинација на придавките, присвоени членови и останато. Ќе видиме некои примери каде што во табелата од левата страна ќе имаме класични реченици во падеж генитив на германски јазик, а од десната страна ќе ги преведиме на македонски.
Das Buch meiner Mutter ist groß. Книгата на мојата мајка е голема. Во оваа реченица со плава боја ни е означено Das Buch или книгата, а со портокалева meine Mutter или мојата мајка. Мојата мајка во оваа реченица е генитив, бидејќи ја поседува книгата. Das Auto meines Bruders habe ich gekratzt. Автомобилот на мојот брат го гребнав. Во оваа реченица мојот брат ни е генитив, бидејќи го поседува автомобилот. Според овие правила многу лесно ќе можете да одредите што е номинатив, а што е генитив во реченицата. И дали реченицата ни е генитив реченица. Значи, што ми имаме поседување на нешто, тогаш е генитив. Трет пример. Alle Schüler der Grundschule waren müde. Сите ученици во основното училиште беа изморени. И последен пример. За класичните реченици во генитив ни е Der Preis der süßen Kuchen ist 10 Euros. Цената на сладките колачи е 10 евра. Сигурни сме дека класичните реченици во генитив, нивното формирање и проценка кој дел од реченицата кој падеше, не ви е проблем. Потребно е само вежбање. Откако научивме за класичните реченици во генитив, ќе продолжиме со потешкиот дел за ова видео, а тоа е за односни реченици во падежот генитив или генитив релатив зетце. За почеток ќе повториме што се тоа односни реченици. Подетално можете да гледате во предавањата за односните реченици во германскиот јазик. Односните реченици се тип на зависни реченици или небензетце, па се формираат по нивните правила. Односно, конјугираниот глагол секогаш ни стои на крај на реченицата. Ова правило го знаеме од предавањата за односни реченици. Односните реченици се тип на реченици со кои се добива дополнителна информација за одредена личност или предмет. Како се формираат односните реченици во германскиот јазик? Тие се формираат со спој на два типови на реченица, Hauptsatz und Nebensatz, или главна реченица и зависна реченица. Сврзникот од зависната реченица ќе го замениме со релатив прономен или со односна заменка, за реченицата да стане односна. Да видиме пример во следната табела, каде што ќе прочитаме односни реченици. Du kennst den Jungen, der dort vor dem Kiosk steht. Ти го знаеш момчето кој таму пред трафиката стои. Оваа реченица ни е односна реченица и се состои од главна реченица, која ни е првиот дел до запирката, и односна реченица, која ни е вториот дел после запирката до крајот. Двете реченици, главната и односната, заедно споени ни се односна реченица, бидејќи со плава боја имаме односна заменка. Ако односната заменка ни беше само сврзник, тогаш реченицата ќе ни беше зависна реченица. Продолжуваме понатаму. Какви се односните заменки или релатив прономен во односните реченици или релатив зетце? Ова правило го знаеме дека односните заменки ни зависат од родот, бројот и падежот во реченицата. Односните заменки за падежот номинатив и акузатив се исти како нивните членувани именки или бештимта артикел.
Кога сме кај падежот датив, имаме голема сличност меѓу односните заменки и нивните членувани именки, но делумно се различни. А за генитив, како најтежок падеж во германскиот јазик, односните заменки се целосно различни од нивните членувани именки. Но постои еден трик, кој ќе ви го кажеме во следните неколку минути за полесно да ги запамтите односните заменки во генитив. Во оваа табела ќе ги прочитаме односните заменки за 4 падежи, и тоа за машки, женски среден род и за множина. За машки род, женски род, среден род и множина кажавме дека за номинатив односните заменки се исти како членуваните именки. И тоа der, die, das и die. За акузатив истото правило важи. Односната заменка и членуваната именка ни е иста. За машки род den, за женски род die, среден род das и плурал или множина die. Да ве подсетиме на едно правило од претходните видеа. Номинатив и акузатив имаат голема сличност и единствената разлика ни е кога зборуваме во машки род. Во случајов кај der и den. Кога сме кај датив, ќе видиме следно дека односните заменки се делумно различни од нивните членувани именки. За машки род имаме односна заменка dem, за женски род der, среден род dem и плурал denen. Значи, правилото за делумна различност ни е кога зборуваме во множина. За генитив имаме целосна различност и тоа машки род desen, женски род deren, среден род desen и плурал deren. Машки и среден род ни се исти, женски род и множина ни се исти. Одиме понатаму. Како се формираат односните реченици во падежот генитив? Правилата за формирање на односни реченици во генитив се исти како и за останатите падежи. Значи, односните заменки за генитив веќе кажавме дека се целосно различни од нивните членувани именки. Ова го објаснавме во претходниот слайд. Сепак, со додавање на неколку букви, лесно ќе формираме односни заменки од членувани именки во генитив, бидејќи членуваните именки веќе ги знаеме од претходните видеа. Да видиме во табелата. Во средината имаме бештимта артикел или членувани именки, а од десната страна со црвена боја релатив прономен или односни заменки во генитив. Членувани именки за машки род во генитив е des, за женски род der, среден род исто како машки род des и за множина исто како женски род имаме der. Односни заменки за машки род desen, за женски род deren, среден род desen и множина deren. Значи, машки и среден род ни се исти, женски род и множина ни се исти. Забележете ја сличноста меѓу членуваните именки и односните заменки во генитив. Значи, тие се исти, само кај основните заменки додаваме уште неколку букви, во случајот обележани со црвена боја. Да видиме некој пример. Релатив зетце им генитив. Der Hund, desen ich mich kaufe, ist sehr süß. Кучето кое јас си го купувам е многу сладко. Во оваа реченица со портокалева боја имаме desen и тоа е односна заменка во генитив за машки род.
бидејќи имаме der Hund, кучето е во машки род. Die Frau, deren liebt, war sehr arme. Жената која тој ја сака беше многу сиромашна. Односната заменка во оваа реченица ни е deren, бидејќи зборуваме за женски род, односно за die Frau или за жената. Жената е во женски род. А сега, како и сите други видеа, да прочитаме неколку примери и на крај ќе направиме мала вежба, да видиме што сте запамтиле. Прва реченица пример. Karl hat den Plan des Bruders gestohlen. Карл му го украде планот на братот. Втор пример. Das ist das Parfüm meiner Nachbarin. Тој е парфемот на мојата соседка. Hier sind die Haustiere unseres Elterns. Тука се домашните животни на нашите родители. Ich kenne die Frau des Mechanikers. Јас ја познавам сопругата на механичарот. Hier ist das Haus des Königs. Тука е куќата на кралот. Овие беа класични реченици, а сега да прочитаме една односна реченица во генитив. Die Tastatur, deren ich mich kaufe, ist nur für Kinder. Тастатурата која јас ја купувам е само за деца. И за крај ќе направиме вежба каде што треба вие да пополнувате зборови кои недостасуваат. Пред тоа, ако ви се допаѓа видеото, кликнете лайк и следете не на Instagram и на YouTube. Продолжуваме со вежбите. Куќата на луѓето е луксузна. Das Haus der Leute ist luxuriös. Втора вежба. Велосипедот на детето е скршен. Das Fahrrad des Kindes ist kaputt. Човекот кој го негувам е долгогодишно неподвижен. Der Mann, dessen ich pflege, ist langjährig unbeweglich. И последна и најтешка реченица, професорот и го даде на ученичката тестот на брати. Во оваа реченица имаме 4 падежи. Бидејќи имаме 4 субјекти, и тоа професорот, ученичката, тестот и братот. Der Professor gibt der Schülerin den Test des Bruders. Оваа реченица, професорот ни е во номинатив, ученичката во датив, тестот ни е акузатив и братот ни е во генитив. Зошто братот е во генитив? Бидејќи тој го поседува тестот. Се надеваме дека со ова видео научивте многу за падежот генитив. Ако е така, дадете ни поддршка со лайк и предложете го каналот на други кои сакаат да учат германски бесплатно. Следете на Instagram и на YouTube.